Па не сме во гримиорна, се одлучивме дека е најдобро на сцената, на големата сцена на Националната опера и балет. Овде каде што утре вечер ќе се случува уште едно прекрасно издание на опера. Како вели самиот Благој Нацовски, една од најизведуваните опери на светот, Вердиевата Травијата. Токму Благој Нацовски пред да почне генералната проба мора да забрзаме, нели? Но ќе кажаме се, односно нема да го пуштиме додека не ни каже некој работи. За почеток, како е да се биде Алфред? Да ти кажам право, некогаш убаво, некогаш не. се шегувам. Во оваа продукција мене ми е доста интересно да бидам Алфред, бидејќи се работи за една режија која што е не знам дали модерна е вистинскиот израз, меѓутоа ете да речеме модерна, каде изобилува еротизмот на сцената и малку повеќе секс. Опа! Во овој термин може да го користиме тој збор. Од она што сме навикнати да гледаме во една Травијата, односно преместувајќи ја во денешно време, режисерката Штојбер од Германија, која што ја постави на сцената на Македонската опера и балет пред неколку години оваа Травијата, се одлучи тоа да биде еден израз и на нашето време, како би живеела во денешно време една проститутка, бидејќи Травијата, Виолета е проститутка од висок ранг во 19-18 век. Значи како тоа би изгледало во денешно време. Всушност, ова е Алфред. Алфред меѓутоа чист, наивен дечко кој што верува во идеалите, во љубовта и тој е навистина заљубен во неа и покрај нејзиното минато. Меѓутоа, од друга страна, таа сепак и покрај нејзиното минато и таа се заљубува во него. За жал, таткото на Алфред ги расипува сите планови и ете, третиот лик што расипува љубовта. Ја расипува. На италијански се вика guasta festa, расипуваш на забави. Расипуваш на забави, баш. Не сакав да кажам, ова е дел од костимот без... Па, ова е, да, не ми дадовте време да си ја ставам и пеперутката овде и затоа сум непотполн во... Како да пробите, Благој? Добро. Да? Да. Денеска, се е релаксирано. Инаку денеска во 11 часот е генерална проба. Добро. Пред малку напишав еден пост на Facebook, со закон треба да се забранат генералните проби во 11 часот. И јас многу мразам да пеам наутро, бидејќи тоа значи дека телото и гласот воопшто не ми е подготвено за да се пее. За да се пее, за да се глуми, за да се работи било што. Така што предпочитам проби во вечерните часови или во Кога одиш низ светот, можеш да одлучиш кога ќе биде генерално? Не можам да одлучам, тоа се за жал синдикални правила во сите театри. Така е. Да се има време за корекција ако не дај Боже се случи нешто, нели? Или така некако да не ги отвараме тие теми. Меѓутоа со било кој мој колега во светот ако зборуваш околу тоа ќе ти го каже истото, дека проби од сабајле, односно наутро се нешто што мразиме сите. Ете така. Меѓутоа за среќа од кога ќе заврши денес пробата па се до представата утре вечер не постојам за никого. Не? Па не. Ова е последното вклучување и толку се исклучуваме. Да, и едва чекам. Се шегувам. Додуше ти си спремна и за на сцена. За на сцена можеш комотно во ова режија да влезеш. Сакам да кажам, што му е дом најмногу на некој кој што му е дом цел свет? Што му е дом? Па, најмногу. Банално ќе биде да одговорам, дом му е театарот, генерално земам сите театри. Втор дом е авионот. Авионот? Па да, и аеродромите. Да. А во Македонија каде е дома најмногу? Кај мама и тато? Па да. Да, ама јас сум таков дух што лесно се прилагодувам на повеќе домови на секаде. И кога одам, настапувам во различни градови каде што се престојувам отприлика по месец дена, секогаш земам станови кои што ми се допаѓаат, кои што ќе ми почувствуваат да се чувствувам во убав амбиент, како дома. Како дома. Како блиску дома. За да не патам од таа гледна точка. Ете така. Секаде сум имал убав престој, да. И доколку стигнам во градот кај што сум и не ми се допаѓа, го менувам. Нема шанс. Имам можност, ќе си сменам. Па да. Така е, да. Туку има ли време да се потрошат парите кои што се заработуваат? Тоа ми е прашање кое што генерално.
Во авион се трошат парите? На што трошите пари? Не ме прашај така работи. Што се пари? Јас не знам каде се. Немам дупнати џебови. Ако е таков во смисол духот, дека не трошам на облека, на мислам во да речеме да речеме дека во животот не се трудам секогаш да ми биде се како што сакам јас. Ете така. Значи не сакам да робувам на парите? Да робувам на парите, не робувам на парите, не робувам на професијата, не робувам на гласот, не робувам на ништо. Едноставно сум Јас без никакви стеги во мене, така. Супер. Како се распејувате? Може ли да чуеме? Зашто мислам дека ќе ајде. Така некако. Ќе ме удостоите ли со нешто? Значи, ако ви спомнам само со Братви, една тема, каде што прв пат се го натерале Филип да пее. Ама сега Филип не е тука. Јас сум тука како замена. Знаете колку добро ја пеам песната? Ја знам. Ајде, повели. Тивка ноќе сите свират, само ние двајцата не. Јас и мојата гитара по твоето пенџере. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ке ти кажат моите звучни акорди. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ке ти кажат моите звучни акорди. Многу ви благодарам. Кате, не само облечена, спремна си за на сцена. Марко или кој е таму во студио, ете, ќе ви ја задржиме сега во генералната проба, да знаете. Благодарам и убава травјата утре вечер. Благодарам. И како беше, ве очекуваме многубројни. Многубројни. Да, ве очекуваме многубројни.